Добра вечер. Вие сте на програмата на Телевизија Плюс, ова е Дневникот, а јас сум Викторија Додевска. Во продолжение на станите на денот. Надлежните очекуваат развој на индустриската зона. Незначителен пораст на тестираните за COVID-19. Граѓаните може да побараат бесплатна правна помош. Германскиот ланец маркети Lidl влезе во Кумановската индустријска зона. Надлежните од најголемата општина во земјава очекуваат развој на зоната. Велат интерес има и од домашни и од странски инвеститори, но од вкупно 33 парцели, до сега се продадени само 10. Германскиот ланец маркети Lidl влезе во индустријската зона Новини и Речица во Куманово. Општина Куманово од продаденото земјиште доби над 5 милиони евра, кои би требало да се реинвестираат во развој на зоната. Дополнително би требало да се отворат 150 работни места. Надлежните велат интерес има и од домашни и од странски инвеститори. Зоната, која се простира на 64 хектари, има вкупно 33 градежни парцели, од кои досега се отуѓени само 10. Функционираат фабрика за производство и преработка на оцет, бетонски елементи и масло за медицински употреби. Останатите се уште не се изградени. Од општината велат се користат сите можности за промоција на зоната, која се развива веќе десетина години. Има за стоваришта и складишта, таа што е отуѓена, една градежна парцела, 19 градежни парцели за Г2 лесна и незагадувачка индустрија, за Б5 хотели 3 градежни парцели, за големи трговски единици 8 градежни парцели, една градежна парцела е комунална инфраструктура, односно прочистителна станица, и една градежна парцела е еден парковско зеленило. 10 што се продадени, една е значи стоваришта и останатите 9 се лесна и незагадувачка индустрија. Имаме што е отворен капацитет од производство на оцет, преработка на оцет. Имаме за преработка на бетонски елементи, тоа е грчката компанија Армос Балкан. Имаме преработка на лесна и незагадувачка индустрија, мислам дека ќе бидне за овие тинктури за марихуана, преработка на за масло за медицински потреби. И останатите се уште не се изградени. Кумановската индустријска зона има низок степен на инфраструктура. Поставена е сообраќајница, електрична енергија и атмосферска канализација. Електронската аукција иде преку нас, преку нашиот сектор, односно оделението за располагање со градежно земјиште. На оваа аукција беа пријавени 3 компании, најповолниот понудувач, односно највисока цена даде представникот на Lidl во Македонија и тоа е цената од вкупна вредност 5,3 милиони евра. Аукциите се реализираат во зависност од потребите и интересентите, затоа што секоја аукција предвидува трошок за нејзина реализација. Од она пропратна документација да се нарачат елаборати, ажурирани подлоги, да се нарачат историјат на движење на парцели, имотни листови, до објавите, кои што објавите коштаат по 2000 евра објава во дневни весници во службен весник. Така да доколку претходните години имаше 2017, мислам дека беше или 16, не ме држите за збор, имаше исто аукција понудена за индустријската зона, меѓутоа истата заврши неуспешно. Од 5 понудени парцели ниедна не се продаде, а трошокот веќе е направен. Така да во зависност од побарувачката ние ги планираме аукциите. Значи следна секако планираме до крајот на оваа година да имаме уште една. Цените за градежните парцели се различни од 61 до 800 денари за метар квадратен. Полициски службеници од СВР Куманово вчера извршиле службен разговор со малолетник од Куманово, известуваат од МВР. Тој се сомничи дека на 18 септември годинава на улицата Борко Танев со остар предмет му нанел повреди на друг малолетник, исто така од Куманово, соопшти МВР. При тоа малолетникот го признал делото, а по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок, соопшти полицијата.
Десетина лица од Куманово на неделно ниво или по 20 дневно последниот период се тестирале за COVID-19, но бројката на COVID позитивни е незначителна, информираат од Центарот за јавно здравје. Повеќе детали од прилогот што следува. Незначителен е бројот на ковид позитивни лица во Куманово периодов, информираат надлежните од Центарот за јавно здравје Куманово. Според примариус доктор Весна Стефановска, од 10 тестирани лица за COVID-19 во изминатата недела, само 3 биле позитивни. Ние веќе неколку години континуирано вршиме молекуларна диагностика со PCR методата во реално време, што значи во последните месеци, да речем, или пола година, сме имале драстично намалување во однос на претходниот период, нели, кога беше ковид пандемијата. Сега, минатата недела, 2, да речеме, може да имаме лесно покачување на бројот на случаи, може да на 10 души на неделно ниво, 2-3 на неколку дена, така. Повеќето доаѓаат супати од матични, и значи тоа се и сега нешто во скоро време почна инфективното одделение да ни праќа упати за тестирање на пациенти на COVID-19. Од тие десетина може да се 3 позитивни или 3 пациенти позитивни. Ние имаме доволно тестови во случај на зголемување, да речеме, и можда и драстично зголемување на бројот на упатени пациенти, дали од матични, дали од општата болница, од инфективното одделение најчесто, и мислам дека во случај на нов бран на COVID-19 ние ќе одговориме, имаме тестови, имаме персонал обучен, така да нема проблем во тој поглед. Во нашата лабораторија не можеме да речеме за кој тип се работи. Тука го фаќа и омикронот, значи овие тестови што ги имаме ние, и некој понов тип можда што ќе дојде, значи тестовите се, да речем, малку по-универзални, фаќаат повеќе типови на мутации на овој вирус, и така да нема да има проблем околу и новите типови кои ќе дојдат. Ке видиме, не се уште докажени, не сме чуле, значи во Македонија, во околината може да ги има. Од Центарот за јавно здравје вела дека може да одговорат на потребите на градот доколку има зголемување на упатени пациенти без разлика дали доаѓаат од општата болница или преку мој термин. На подрачјето на општина Липково пред 2 дена полициски службеници од полициската станица за граничен премин и граничен надзор Белановце при регионалниот центар за гранични работи Север лишиле од слобода 41 годишен жител на Кумановско Лопате и 49 годишен жител на Куманова. При преглед во патничкото возило Peugeot Boxer и во товарното возило Ford Transit, двете со кумановски регистарски ознаки биле пронајдени огревни дрва без документација. Исто така било запрено и патничко возило Volkswagen Passat без регистарски ознаки, кое било натоварено со огревно дрво, но возачот го напуштил местото. Трите возила и дрвата биле одземени и предадени на шумска полиција за понатамошна постапка. По целосно расчистување и документирање на случаите ќе биде поднесена соодветна пријава, соопштуваат од полицијата. Проектот Отворен кабинет на Министерството за внатрешни работи продолжува на 29 септември во Крива Паланка. Како што се наведува во соопштението, граѓаните од ова подрачје во текот на оваа недела телефонски или преку електронска адреса може да си закажат термин за средба со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Проектот Отворен кабинет на МВР во рамки на утврдениот концепт МВР за граѓаните веќе е реализиран во Штип, Струга, Кавадарци, потоа во Тетово и Битола. На градскиот плоштад во Куманово денеска се реализираше настан за промоција на бесплатна правна помош.
Над 3000 граѓани побарале ваков совет во рамки на проектот кој го спроведува Советот на Европа, заедно со Министерството за правда. Граѓаните реагирале за различни правни проблеми, најчесто здравство, социјална заштита, бракоразводни постапки, потоа имотно-правни односи. Повеќе од изјавата во продолжение. Целта на денешниот настан е да се информираат граѓаните на општина Куманово како може да го искористат системот за бесплатна правна помош, како може да дојдат до овие услуги, каде може да се обратат за да ги искористат услугите што ги нуди системот за бесплатна правна помош. Вакви активности се организираат на територија на цела Македонија и се дел од активностите во рамките на проектот за консолидиран и поефикасен систем за правда кој го спроведува Советот на Европа во рамките со Европската унија и во соработка со Министерството за правда. На денешниве настани, граѓаните добиваат информативни материјали во поглед на кои што се лесно разбирливи за бесплатната правна помош, како и на информативниот штанд може да се обратат до правните консултанти на Совет на Европа за да добијат бесплатни правни совети за одредени правни проблеми доколку се соочуваат. На информативните настани, граѓаните навистина се заинтересирани бидејќи немаат доволни информации што опфаќа бесплатната правна помош, кои се условите да ја остварат оваа правна помош, на кои начини, каде може да се обратат за да ја добијат бесплатната правна помош, така да можам да кажам дека има заинтересираност кај граѓаниве. Se обраќаат за различни правни проблеми, застапени се скоро од сите области, од здравствена заштита, од социјална заштита, семејно насилство, бракоразводни постапки, имотно-правните односи. Граѓаните на Куманово може да се обратат во подрачното оделение на Министерството за правда, како и во невладини организации кои што се на територија на општина Куманово. Освен на тие места, граѓаните од цела Македонија во информативниот флаер може да ги видат сите контакти каде што може да се обратат за да добијат бесплатната правна помош. Бесплатната правна помош се одржи на некој начин две елементи: општа примарна правна помош каде што може да добијат општ правен совет, правна информација, и секундарна правна помош која вклучува, доколку ги исполнуваат условите, одредени услови од Законот за бесплатна правна помош, вклучува адвокат кој што ќе ги застапува нивните права и интереси. Сите институции се запознаени со системот за бесплатна правна помош. Во примарната правна помош исто така е вклучена да подрачните оделенија на правда, овластените здруженија кои што се овластени за давање на примарна правна помош да може да им помогнат на граѓаните во состав на представки и приговори за народен правобранител. Волонтерите од Општинската организација на Црвениот крст, заедно со Центарот за интеркултурен диалог Куманово, поради голема заинтересираност повторпат организираа хуманитарно летно кино. Настанот се одвиваше во училишниот двор на Вук Караџиќ, а целта на истиот покрај забава за граѓаните и убаво поминато време беше и собирање на парични средства кои ќе бидат наменети за лекување на нашата мала сограѓанка Јована, информираат од организацијата. Ваквата традиција, велат, ќе продолжи во форма на зимско хуманитарно кино. На спортските терени во основното училиште Крсте Мисирков денеска по повод Европската недела на спортот беа организирани спортски активности во кои учествуваа учениците од сите 5 оделенија, односно вкупно 143 ученика. Активностите беа во организација на Општинскиот сојуз на училишен спорт на Куманово и активот на професори по физичко и здравствено образование при основното училиште Крсте Мисирков, поддржани од Агенцијата на млади и спорт преку секторот за култура и спорт во Општина Куманово. Бел леб за 30 денари, кисело млеко по цена од 22 денари, 65 денари за јогурт, макарони со цена од 26 денари. Ова се дел од цените кои утрово ги дочекаа граѓаните на рафтовите во маркетите, а кои следат по вчерашната одлука на владата. Намалување има на млечните производи, на тестенините, сувомесните производи.
Од денеска до 30 ноември издвоени прехранбени производи во маркетите ќе се продаваат за најмалку 10% пониски цени отколку што се продавале на 1 август. Производите ќе ја имаат ознаката гарантирана цена. Станува збор за лепези на леп, пекарски производи, бисквити, наполитанки, пилешко, јунешко, свинско месо, салама, паштета, кравјо млеко, јогурт, јајца, овошје, зеленчук, сирење, кои според министерот Бектеши на крајот излегуваат стотина конкретни продукти. Министерот за економија Кресник Бектеши ги повика производителите и трговците да се искоординираат, бидејќи пазарните инспектори ќе издаваат казнени налози со забрана за вршење дејност, односно продавниците ќе бидат затворени. Ова значи дека секој потрошувач, секој граѓанин во нашата држава, кога ќе оди на супермаркет, ќе има можност да има ознака каде што ќе биде наведено гарантирана цена. И дополнително на тоа ќе се знае дека со цените што ќе бидат означени со ова ознака не ќе можат да имат нагорно зголемување до 30 ноември, но е и потик до сите чинители во секторот трговија, но и производителите на прехранбените производи да до среда да можат до Министерството за економија доброволно да се пријавуваат ако во случај не се влезени во одлуката за да имат ваква ознака и да ги намалат дополнително цените. Не само од прехранбената индустрија, но и од другите сектори заради тоа што гледаме дека има интерес од одредени компании за во вакво кризно време, во делот на ценовните шокови, да станат што по општествени одговорни компании, а со тоа секако да им излезат на пресед на граѓаните, на потрошувачите и на нивните клиенти. Како што кажа Бектеши, листата на производи во наредниот период најверојатно ќе се проширува, а со моменталната листа посочи, целокупната инфлација во делот на храната би паднала за 4 до 5%. Според одлуката, трговците за вршење дејност, производство и за вршење дејност трговија на големо имаат обврска производите, односно стоките кои се со намалена цена, да им ги продаваат месечно на трговците за вршење дејност трговија на мало во количина од најмалку 70% од количината продадена во месец август 2023 година. Исто така, на предлог на Министерството за економија, владата на вчерашната седница донесе и одлука за дополнување на одлуката за забрана на трговците да вршат трговија со одделна стока. Со одлуката им се забранува на трговците на мало да нудат акциска продажба, односно акција, и промотивна продажба, односно промоција при ставањето во промет на земјоделски и прехранбени производи. Забраната ќе важи до 30 ноември годинава. Воедно, одлучено е цените во трговијата на мало кои што се намалуваат поради истекување на рокот на земјоделските и прехранбените производи да не се сметаат за акциска продажба, односно акција. Министерот за економија Кресник Бектеши денеска на својот Facebook профил информира дека цените на безалкохолните и алкохолните пијалаци ќе се намалат за 10% во наредниот период. Намалување на цените на безалкохолните и алкохолните пијалаци. Денеска добив неколку писма од нашите домашни производители на минерална вода, сокови, пиво кои ми известија дека доброволно се вклучуваат во кампањата гарантирана цена со намалување на цените од минимум 10%, пишува Бектеши. На 29 септември во петок, театар Куманово игра за малата Јована. Актирите ќе ја изведат представата Трнорушка на сцената на Центарот за култура со почеток во 18 часот. Цена на билетот е символични 100 денари. Целиот приход ќе биде уплатен на сметката на Јована Илиевска, девојче која боледува од церебрална парализа. Да бидеме хумани, дојдете со вашите дечиња на представата за да може и Јована утре да ужива во представите, повикува театар Куманово. На 5 октомври театар Куманово со представата Црвенкапа гостува на фестивал на младите во Ловеч, Бугарија. Станува збор за фестивал кој промовира млади уметници од театарската уметност. Селектирани сме во официјалната програма од 6 театарски представи, напише на Facebook директорот на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, Сашо Тодоровски. Во продолжение следува преглед на вестите од Македонија.
Пензионерите од повеќето градови во државата денеска по повод меѓународниот ден на пензионерите 20 септември излегоа на протест пред владата. Говорниците на протестот побараа за 3500 денари, линеарно покачување на сите пензии, а најниската да не биде помала од 18.000 денари или оставка на владата. На транспарентите пишуваше: имаме право на достоинствен живот, линеарно покачување на пензиите, оставка. Од пензионерскиот синдикат претходно објавија дека во некои земји минималната пензија е поставена на 45% од нето исплатената просечна плата и истото се залагаат да биде пракса и во нашата држава. На 27 месецов работените во јавните обвинителства стапуваат во штрајк, објави репрезентативниот синдикат УПОС. Синдикатот на УПОС и вработените во јавните обвинителства со години наназад беа трпеливи и очекуваа дека надлежните ќе го слушнат нашиот глас. За жал, во сите наши обиди најдувавме на незаинтересираност за изнаоѓање заедничко решение, а надлежните остануваа глуви на нашите барања. Незадоволството на членството на синдикатот и вработените во обвинителствата ескалираше и предстојниот штрајк е единствената опција која остана да се слушне гласот на вработените. Гласи во соопштението. Оттаму вела дека се бара зголемување на платите на ист начин и во иста висина, како избраните именувани функционери и враќање на додатоците на плата. Штрајкот ќе трае се до исполнување на нашите барања, а за време на штрајкот ќе работат само итните и неопходни работни задачи, додаваат од УПОС. Граѓаните да не користат нееколошки материјали за затоплување, општините да ги субвенционираат ранливите категории, апелираше денеска министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, одговарајќи на новинарско прашање во однос за загадувањето во пресред на грејната сезона. Министерката кажа дека постојано се спроведуваат проекти за намалување на загадувањето. Неколку години имаме активен заем од Светска банка кој што им помага на општините во замена на нееколошките со еколошки системи, енергетска ефикасност на мерките, изјави Шукова. Таа потсети дека и владата неколку години поред финансира проекти за јавните објекти за замена на нееколошки во еколошки систем. Посочи дека има граѓани кои користат старо отпадно масло, пластика, гуми што влијаат и врз здравието на луѓето. Ги повика општините да почнат да размислуваат за субвенционирање на ранливите категории во однос на набавка на еколошки материи за затоплување, дрво, палети. Во однос на контролите, кажа дека државата преку инспекторатот постојано спроведува контроли. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 241 возач. Од нив 17 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа 111 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 130 надвор од населено место, соопшти МВР. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево со максимална дневна температура која се искачи до 30 степен и минимална утринска која изнесуваше 16 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време со температура која ќе се движи во интервал од 18 до 30 степени Целзиусови. Ви благодарам што бевте со нас. Имајте пријатна вечер.